Јас само имao jednu gitaru i imao sam glas, legnem u krevet, zažmurim i zamišljam kako pevam pred 1000, 2000, 3000 ljudi. Isto tako imaš tamo i malo i kriminalce i ovakve i onakve i moraš da paziš kome smeš da priđeš. Dolazilo mi je nekoliko puta da obacim i da odustanem. Ja nisam uopšte deo reality programa, nisam ja takav tip, ne umem ja da se svađam. Znaš da muškarac dobije samo jednom u životu цвеќе, а тоа е кад умре. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Добро вечер, драги луѓе. Најпрво да ви се заблагодарам за тоа што сте наша верна публика и денес. Секако ние ќе се потрудиме да не ги изневериме вашите очекувања, дека работите се случуваат полека, но сигурно и секако дека со истреност, жилба и многу работа, секој човек може да стигне таму каде што намислил дека треба да стигне, докато се нашиот денешен гостин, сега веќе познатиот балкански изведувач Милан Петковиќ. Официјално да ти посакам добри дојде во Македонија. Добри дојде во нашето студио. Како се чувствуваш? Како си? Добро сам. Ја неću збори на македонски затоа што не го разбирам. Не, разбирам се, али не го зборувам баш најдобро, али ќе причам ја на српски, па ти ќеш тамо превод да ставиш доле. Ти зборуваш како емче? Јел да? Да. Збориш македонски? Да. Одакle си? Одакle си? Where are you from? Кења. Сега. Kenyan girls are beautiful. Кењански жени су прелепе. Така. Знаеш како, може разбира македонски, ама сега и српскиот сега го учи. Од сега помало. Да, помалку. Нормално. Ние како те фативме, значи денес од свирка на свирка, од настап на настап, од град во град, држава во држава, некако измеѓу ова снимање го направивме. Кажи ми сега, човек си кој што се уморува или имаш енергија за секаде да стигнеш? Имам енергија углавном за све, али мислам луѓи смо, нисмо роботи. Не може да се издржи. Ја очу, мислам али ето, да доđe тренутак кад стварно удариш у црвено и веќе ти буде онако мало, да кажем, напорно, али ја ето понеделјак, уторак, среда, углавном и музичари одмарамо, ја се регенеришам, не пием алкохол, не излазим, не радим ништа што не треба да радим и онда ми се енергија брзо регенерише. Браво, да слушнете се тоа што ви кажаа сите. Немојте да пиете никад. Ја ево веќе 4 години како не пием. Ајде, ова ќе го прескокнеме, нема да го кажеме, да е така. Ќе наздравимо, што кажемо ми у Врање. Јас сум иначе из Врање, затоа разбирам све македонски, али живеам у Белград веќе 14 години. Така, ти ми кажуваш што кога дојде дека луѓето од Белград не разбираат толку добро македонски. Ама гледаш како разбираат. Може така се прават дека не разбираат. Може така им одговара. Да. Белграđани, се шалам. Ја споменав енергијата уште на почеток затоа што ти имаш и како добра енергија. Добро, фала. Дупли лав во хороскоп, морам тоа да го кажам уште на почеток, кој не знае, значи борец до крај. Така е. И енергија, пример, енергија не е само времето кое што го даруваш на некој, заради тоа што дека еве пример јас те канам на гости да ни дојдеш кај нас во студио и ти дојдеш нерасположен, дојдеш со негативна така. Значи, сепак енергија е да си има нешто така, нешто поразлично кое што не се опишува можеби. Ти како ја доживуваш, пример, енергијата? Дали ги распознаваш луѓето така енергетски? Како не, поготово на свирку. Знаеш како, ти кажам нешто, певање не е само изаќи, узете микрофон и певати. Певање е психологија. Мораш да видиш луѓе, да осетиш луѓе на шта реагуju, на шта Јас сам имал ту прилику да сам одрастao на улици, да сам живео на улици, да знам како да луѓе распознам по енергии и по неким другим особинама и да могу да знам како могу са ким. Поготово у овом послу, кад знаеш, кад нека прослава, ти мораш да приđеш гостима, знаеш коме смеш да приđеш, колку смеш да приđеш, колку смеш да му се приближиш, како смеш да се понаш.
Tako da nije pevanje, ljudi greše, misle, ti samo uzmeš mikrofon i pevaš. Nije. Psihologija, Чекај, а велика зошто? психологија. Што, пример, некогаш кога одиш на настап или било каде на некоја прослава, не Добро. можеш да се приближиш на некој човек, сакаш да ми кажеш? Па не можеш на сваког. Зошто? Pa zato što postoje razni krugovi ljudi, isto kao što postoje i ovako sad, imaš fakultetski obrazovane ljude, imaš ljude koji nisu, koji su sa ulice, isto tako imaš tamo i malo i kriminalce i ovakve i onakve i moraš da paziš kome smeš da priđeš. Добро, Pa slažeš se, окей. jel da? Па така е, да. Има Добро. neko ne želi. Не, го jednostavno. знаев одговорот, ама само сакав да го слушнам дали е Да. тоа што го Да, мислам. да, тоа е, тоа е, Окей, тоа е. како што ти кажав и претходно, имаш убава енергија и не само таа енергија, туку имаш една голема верба Da, во себе, во луѓето, во животот, jest. во работите, што ги правиш. И можам да ти кажам, слушајќите на многуто интервјуа пред да дојдеме тука денес да снимаме, ти ја имаш научено тајната на универзумот, како функционира O, da, се денес. o, da, sad si me oduševio. Sad si me već i zalazimo u ozbiljne teme. Ovo mi se Чекај sviđa. само што почнавме. Ovo mi se sviđa. Da, mnogo čitao sam o tome i stvarno volim to i to me zanima i sve ovo što sam ja uspeo u životu ništa ne bi bilo da nisam imao podsvest takvu da ja sebe ubacim u stanje da verujem u to da se to već desilo. I veruj mi, mnogo uspešni ljudi u Hollywoodu i u svetu isto tako razmišljaju. I tako sam ja i krenuo da se interesujem za to, onda sam pročitao jednu, drugu, treću, četvrtu knjigu i skontao sam da zapravo to je istina. Мене ми е апсолутно јасно сето ова што го кажуваш, заради тоа што некои работи, пример, се случуваат конкретно така и кога сите се прашуваат како, тоа е тајната. Yes. Да веруваш, само да Yes. веруваш. И сега многу од луѓето, јас сум сигурна дека нема да го разберат ова што јас и ти сега го зборуваме, но како кажуваат, на човек не можеш да му дадеш, можеш само да му земеш. Jest. Затоа ќе ги оставиме да си прочитаат некоја книга Закон за привлечност, мук на подсвест, Така има е. тука многу. Sviđa mi se što si Mnogo. istražila sve dobro. Морав Sviđa така. mi se, bravo. На самиот почеток, всушност, ајде да се вратиме на твоите почетоци. Значи, доаѓаш од Врање, како што кажа и Да. сам. Незадоволен заради тоа што работиш, како работиш и колку заработуваш, заминуваш во Белград. Tako je. Белград почнуваш од нула, што се Da, вели, od nule. од улица и стигаш до тука. Колку си горд на тоа се што имаш постигнато сега? Koliko sam ponosan? Да. Mnogo sam ponosan, jer veruj mi, na moje mesto 85% ljudi bi ili odustalo ili bi se okrenulo da rade neke stvari koje ne trebaju da rade. Ja sam samo imao jednu gitaru i imao sam glas i rekao sam sebi, vidi, ja znam koliko vredim i znam da će taj moment dođe. Možda neće dođe za godinu dana, 2, 3, 5, ali će da dođe i evo došao je. I tek će da dođe, još više. А што направиш? Што си ти поразличен, примерете така? Што не се откажа ти во тие моменти кога ти било најтешко? Јас верувам дека има многу предизвици, сите се сочуваме со многу. Baš je bilo momenata gde dođe ti da plačeš bukvalno, mislim, ja nisam plakao, meni preponosan sam, ja sam lav, što kažeš, mi smo ponosni, nećemo da plačemo baš tako lako. Па добро, може би не пред другите. Da, no i uopšte, ja ne, meni je to poražavajuće da ja plačem, nego hoću da u tim trenucima kad je najgore da nađem rešenje, da izađem iz te situacije u kojoj se nalazim. I iskreno ti kažem, dolazilo mi je nekoliko puta da obacim i da odustanem, ali onda kažem sebi ne, jer ne postoji niko drugi ko veruje u mene više od mene. I ti znaš, ti si lav, isto imaš taj karakter i tu tvrdoglavost, kad ti nešto ne ide, ne može da ne ide, ima da ide, pa makar zemlja da gori. Tako da eto, ja sam tako došao do svog cilja i verujući u sebe, naravno, i u svoju podsvest u koju sam ubedio da ja sam noćima spavao. Legnem u krevet, zažmurim i zamišljam kako pevam pred 1000, 2000, 3000 ljudi. A tad vidi, ne da nije bilo uopšte naznake da ću ja to da radim, nego eto samo sam ja to tako u svojoj glavi zamišljao. Многу ми е драго вака си повеќе луѓе како запознавам, си повеќе луѓе некако ми го докажуваат дека не сум единствена, дека има и многу други луѓе кои што го поминуваат истиот пат, ги прават истите работи и многу е чудно кога ќе го слушнеш тоа од друга уста кога ќе излезе, не знам како да го кажам. Да. Osjećao sam se ja sam, veruj mi, i mislio sam da samo ja to znam i samo da je onda jedna po jedna osoba učiš kao, čekaj, ipak i on zna nešto. I onda shvatiš, a dobro, meni je to bilo, ja sam se malo osjećao usamljeno, zato što sam mislio da sam ja kao jedina budala koja veruje u to, ali kažem ti, shvatiš da ima ljudi još i onda ti bude malo lakše, kažeš sebi, dobro, ipak ima nešto u ovome, čim postoje još ljudi koji su probali i kojima je uspelo. Кажи ми само сега тука ништо ме заинтересира, кажа дека не плачеш, дека тоа е слабост. Зарем стварно мислиш дека човек ако плаче е слаб човек? Nije. Čovek koji ne zaplače, što kaže Jay, čovek koji ne zaplače nije čovek.
i to stojim iza toga. Ja sam u tom periodu nisam hteo da plačem jer sam smatrao to kao slabost moju, jer Dobro. kad jednom uđeš u te misli, jer ti je sve depresivno i kad već uđeš u te misli, kad počneš da plačeš, to ode skroz na dole. A onda ja nisam hteo da plačem iz razloga što sam rekao sebi neću, hoću da se borim i i neću da plačem jer nema razloga da plačem. Ljudi žive bolesni i ovakvi, imaju rak, imaju svašta nešto, pa na kraju bude sve u redu. Tako da sve je to bilo samo prolazni period neki u mom životu. Dobro, Ali знаеш. plačem, umem ja i na dobru pesmu da se rasplačem i na tako neke... Ајде, ка зборуваме сега и за емотивните текстови, за љубов Добро. и за се. Сакам да те прашам заради тоа што веќе кога тргнавме, ова прашање прв пат мислам дека го поставувам во емисија, дали имаш направено натална карта и веруваш ли во астрологија? Знаš kako, ja sam baš onako veliki hrišćanin i verujem verujem u veru, što se kaže, ali volim astrologiju, ne verujem u natalne karte, ali volim i ne verujem proricanje budućnosti, šta će da bude u budućnosti, kao tvoj znak, ti ćeš da se oženiš, to nema ništa od toga, to je laž. Ali verujem u neke, eto da kažem, osnovne karakteristike horoskopskih znaka. Naprimjer, za lava je tipično da smo tvrdoglavi, ego, triperi, eto u te stvari verujem. I to poznajem, ali ovo ne. Значи немаш направено натална карта, ne добро. volim to, ne volim. Добро. Nije to istina, u većini slučajeva nije istina. Вака, ти си еден од ретките луѓе кои што имаат излезено од реално шоу и кои што имаат некаков бенефит видено од сето тоа. И сега од оваа страна, дали денес пример, доколку не би бил ова што си, повторно би влегол во реално шоу? Reality show? Да. Vi kažete realno show? Ok. Да. Pa znaš kako? Доколку Ušao не sam- би бил ова што си сега. Da, mislim da. Ušao sam sa tim ciljem, da eto malo steknem neki marketing i da zaradim neke pare, da kupim sebi stan. I to sam uspeo. Nažalost, mislim, nije lako bilo 7 meseci tamo sa nekim ljudima da boraviš u istoj prostoriji, ali hoću ti kažem, ja sam imao jasan cilj u svojoj glavi tada. Ja nisam uopšte deo reality programa, nisam ja takav tip, ne umem ja da se svađam i da mene ponižavali tamo svašta mi gore, ja kažem važi, hvala lepo, nemam volju, a što bi ja sad spuštao sebi inteligenciju da se spustim na nečiji nivo i da se ja kao s njim sad svađam. Па ти си им бил поинтересен заради тоа што не си им Da. возвраќал? Ja sam samo eto svirao gitaru, pevao, malo se šalio, eto bacao fore kad vidim da je moment i tako sam ostao u reality 7 meseci, ali da, moj glavni razlog ulaska je bilo to, da trudio sam se da budem ja, kao što sam iz polja. Evo i moji prijatelji koji su tu, oni mogu da kažu da sam isti napolju. Možda sam čak i još normalniji napolju nego unutra. Nisam hteo da se blamiram, da blamiram svoju porodicu, da moja baka to gleda da ja imam, ne znam, seksualne odnose tamo unutra i to. Mislim da je to malo degutantno. Значи сега пример повторно би влегол само за маркетинг. Tako je. I uspeo sam u tome. Така. Милан, ти однеодамна влезе во нов менаџерски тим, Да. па тука сакам да те прашам колку ти годи тоа што кажуваат дека си миленик. Како почна вашата соработка? Godi mi, prija mi baš zato što nov sam kod njih, mlađi sam i onda oni svi, eto, hoće da onako se ja osjećam dobro kod njih i da budem zadovoljan i oni su sa mnom zadovoljni. To je stvarno jedan odnos fantastičan. Pop i Miro su preozbiljni menadžeri i drže više od pola pevača na estradi i to su ozbiljne zvezde od Teja Terović, Brespice i tako dalje, da ne nabrajam sad. I meni je bilo zadovoljstvo kad su me oni pozvali. Inače, dobio sam baš puno ponuda za neke druge menadžere i ništa mi nije bilo toliko interesantno i zanimljivo i kad su me oni zvali, stvarno sam bez pogovora sam pristao na to, tako da oni su ozbiljna gospoda. Знаеш дека сега си во тим каде што желбата за арена ти е многу близко, така? Затоа што како што ти имам слушнато, една од најголемите животни желби ти е токму таа. Nije mi želja, to će da se desi. To mi nije želja. Сега почна да ги сонуваш, да ги манифестираш тие многобројни луѓе. Da, mnogobrojni luge su tu odavno. Tako da znaš. Да, значи Само подолго čekaju време. da dođu na moj nastup. Така, добро, во ред. Кажи ми, со кој од твоите колеги се дружиш најмногу приватно? Pevači, Да, колеги. pa ima dosta, ali ja sam uglavnom više vremena provodio sa reperima nego sa pevačima, mislim pevači, moji kolege, ali sa reperima sam se družio dugo sa
Gastozom družili smo s 13 godina, evo kako ima godinu i po dana kako već ne pričamo, ali to su nam se putevi samo razišli, on je nešto drugo zainteresovan, ja sam za neke druge stvari i to se samo prirodnim putem smo se rastali, nismo se svađali. Ne znam, družio sam se sa Gastozom, sa Jacksonom, sa puno tih repera. Uglavnom reperi su mi baš drugari. Ja sam inače rocker, mislim što se da videti po mom stilu oblačenja. Ама не пееш такви песни? Не пеем такви песни zato što u Srbija neke se leb najedeš od te pesmi. Така, добро. Многу Tako добро da, кажано. Od rock and rolla se niko leba nije najeo u prevodu, ali ja volim to za svoju dušu da pevam. A ovako kad za pare pevamo, mislim zavoleo sam ja vremenom i narodnjake i sve, ali prvenstveno sam rocker. Кажи ми, зошто не сте во добри односи со Зера? Sve si istražila ti, jao, majko sveta, šta je ovo? Pa ja ne mogu da verujem da si ti toliko si sve, ti si dobar roditelj. Hvala ti. Bravo. Hvala ti. Zato što ona je mlada i ona je ušla u sve to i ja nju znam još kad je bila ovako mala i imala 2000 pratioca na Instagramu i stvarno sam je bio podrška na neki način i bio sam i drug. Više, ja sam već tad ugazio u taj show biznis, već sam bio tu negde. A ona je bila još nije ni krenula. I ja sam, eto, te neke... Drago mi je da nisam sujetan, drago mi je da neko uspe. Ja se trudim kad vidim neki talenat, ja se trudim da to pokažem ljudima. Ljudi, vidite, devojka peva lepo. Ona to nije umela da ceni, malo se uzvezdila i eto, tako smo se razišli. Mislim, nije mi ni žao, iskreno, ja takve ljude koji ne cene neke stvari ne volim u svom okruženju. Добро, окей. Ајде сега да позборуваме малку за тоа. Кажа дека имаш малку по-рокерски стил и на можеби таа песна ја сакаш да ја пееш, но сепак е така како што кажа публиката бара нешто друго. Ти имаш некако мене навистина ме потсекаш на Дженал Лончаревиќ покрај тоа што ти е и еден како што добро слушнав, ако добро слушнав, да. Браво, све си. Ја не могу да верувам колку си добро водите, свака ти. Па мора малку да се истражува за гостите, иначе не би било културно и од моја страна доколку дојдам неспремна и прашувам прашања кои што се. Ало ово е баш спремно, Се трудам, ти благодарам многу. Имаш кажано дека сакаш да снимиш дует со него, со Владо Георгиев и со некој друг. Кои други ти биле примерите така, некој узор, како што би кажал ти, за добри пеачи по кои што си се стремел? Да, па Владо Георгиев, да, Дженан, да, Мерлин и, нажалост, Оливер кој nije sa nama и Тоше Проески е jedan, mada mislim da Тоше ne bi ja smeo da pevam pored njega, koliko on dobro peva, ne bi smeo da se pojavim pored njega, ali eto, Тоше и Оливер su mi kao jedan pored ovih. Ти бираш звезди, огромни, тоа се имиња, мислам, тоа се... Да, ali to su pevači koji imaju energiju drugačiju od ostalih i mnogo privuku ljude, oni nisu za džabe mega zvezde, zato što su privlačili ljude svojom energijom, a meni to treba, ja imam jaku energiju, meni treba neko sa jakom energijom, ne mogu ja snim sa nekim kojim mladim. Ajde da slušnemo ta jaka energija сега odmah. Ja sam malo radio sinoć i radim večeras, tako da malo mi je glas, Evo, rekla si mi doćiš jednu pesmu koju ti voliš, od Amar Gile. Inače, moj veliki prijatelj, tako da evo jedna pesma od njega. Pa kaže ovako. Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako Boga znaš, ne stavljaj mi so na ranu, zapisana je na dlanu moja sudbina. Prazna duša, prazno srce, prazan stan, al mi nije žao, bar sam jednom bio tvoj, posle tebe ničemu se ne nada, sve sam tebi dao, jedini svjedok mi je Bog. Ko će reći kraj, ko će reći ja odlazim, ko će reći kraj, kad ovo sve u bolest prelazi, nek to budem ja. Pa da sebe samog okrivim, nek to budem ja.
sebi nikada ne oprostim. Prazna duša, prazno srce, prazan stan. Al mi nije žao, bar sam jednom bio tvoj. Posle tebe ničemu se ne nadam. Sve sam tebi dao, svjedok mi je Bog, i opet bih ti dao. Ако вака звучиш кога си уморен, јас Да. не знам како звучиш кога не си Многу болje уморен. звучим одморен. Секоја ти чест, ти Фала. благодарам многу да наздравиме со Фала. едно прекрасно винце. Лепо, фала. Тука би ги поздравила и нашите пријатели Шато Ризов, кои го имаат најпрекрасното вино на наша територија. Ајде да слушнам и од Добро, ја тебе. не пиjem вино, ја не пиjem алкохол, али лепо е вино, мислам пиел сам ранije, не пиjem, али Еве баш е вака. лепо. И јас ти спремив едно за специјални прилики. Хвала, Ќе лепо паднам. кабарне сувињо. Може? А су се отворили, свиđа ми се ово. свиđа. Може? Хвала лепо, Дини. Како се зове фирма? Вардарска долина, Шато Ризов. Тоа е од моје поднебие, од Вардарска Неготино. долина. Фала ви лепо, Вардарска долина. На... Сега одиме со нашите рубрики, почнуваме со Жешка енигма на Ангела. Добро ми дојдовте, здраво, драги гледачи, здраво на нашиот прекрасен гостин денеска. Чести задоволство ни е што мене денеска си исто. тука. За малце повеќе да го истакнеме твојот талент и изборувањето и цела психологија на одговарање и сето Добро. тоа. Стои психологија и во самото интервју, Okay. но сакам да ја го потенцираме пеењето, затоа што знаеме дека почетоците беа со кавери и со препевање Добро. на други песни. Добро. Денеска малце со одветна игра за твојот карактер и целото Окей. искуство. Имаме тука неколку ливчиња. Сигурна сум дека одлично ќе се снајдеш. Добро. Испишан е артистот и песната, а исто така испишан е и оној артист во чиј стил треба да го изимитираш. Окей. Окей. Не знам колку бев јасна. Јас све ми е јасно. Сама си ги измислувам игрите и некогаш не знам ни да ги објаснам. добро, Ама ти да. што ме разбра, сигурно и гледачите Окей. ме разбрале. Ајде да почнеме, па ако треба нешто ќе се дообјаснам. Ајде, сад сме видимо, чекај. Ево, Да? овако, што каже овде каже... ова е баш тешко. Две Чекај. музики индира. Чекај, Кога би ја пеела Бресквица? кога е пела Бресквица? Па тоа е немогуќе, ја не могу... Ти све можеш. Е, ти али не, невозможно. ово е женско. Да е мушко, onda би можда и мога, ал... Не, ево, не могу, не знам како да изверем тоа, разбираш, немам ја тај феминин у себе момент да могу. Ај ќе одиме Али со има ли мушки, следното? има ли мушки? Има, дај да машки, звучиме има. мушки. Типа единственото женско Да, го извлече. да. Да, Джокер Да, беше. ова е Ај, Джокер. Ај. Ова е добро. Океј, ова е добро. Ноќи у Сибиру, кога би ја пел Ален Исламовиќ. Кога океј. Ночи Океј. у Сибиру кога би ја пеел Чекај, Ален стани. Исламовиќ. Чекај да видим само како иде рефен. Чекај само да сконтам како да... Како? Чекај. Ноќи у Сибиру, лавине у хиру, то njeno срце ледено. Ето тоа би било тоа, не могу баш, али Одлично, грло ме одлично. мало боли, али тоа е тоа. Да. Ама еве можеме на Ален препорака да му дадеме да почне да ја Да пее почне Ночи у пева, Сибиру на да, свирки. Ма Не тоа е знаеш тоа. каква публика ќе привлечеш. Е, Одиме е. понатаму. Чекај да видиме. Ајде да сега, видиме. Јас сум тип човека кој кога се вати за први папир, никад узме тај први не го узмам други кој сум. То ми Те цел живот. заприметив, ама те Цел оставам живот, јас да си ги... Секако сите ќе ги Во, испееш. да е туга снег кога би ја пел Шабан Шаолиć. Чекај. Евде е туга снег, можеш и Одакле иде, да е верзијата туга на снег, одакле иде? можеш и на Дженан Ама. Лончаревиќ ако сакаш Чекај. верзијата. Ова ми е пресмешно, као Дино Мене, као Шабан Шаолиć, знаеш. Ja ne znam gdje si ti, ja ne znam s kime si ti, u ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola. Eto, to neka bude to. Вибратото го скинаш, што би рекле.
Da, Ajde, hvala lepo, hvala odlično, lepo. odlično. Zanimljiva igrica, sviđa Мене mi ми se. се чини дека сите ќе ги поминеме. Сите бе, ќе па ги ти поминаме. си- Сите? Много ви има Ајде тој. ќе пробаме. Dozvola za ljubav ko rasta. Šta je ovo, ljudi moji? Čekaj. Ovo je baš nezgodno. Stani da imam ovako. Odakle ide dozvola? Malo, čekaj da imam, evo iza. Dozvola za ljubav. Samo da ja vidim odakle ide. Okej. Nemam autotune, ne znam kako. Dozvola za ljubav. Ne mogu, ne znam. Nek mi bude oduzeta kad sam je. Ne mogu, pokušavam da nešto da mi dođe. Супер Ali си. treba mi autotune za to. Znaš, ipak je Задоволство ни е и да те слушаме кај што пееш. Dozvola za ljubav. Neizvodljivo je. Jer Да ovo видиш уште колку ни изводливи pevljivo. имам тука. Baš si mi napravila sad zavrzlamu veliku. Da sam se ja, koji se nikad ne zbunim, zbunio. Dobro, dosta sa Breskvicom Indira Radić. To smo već prošli. Истото е. Dva puta si mi uvažila da mi Баш namesti. сакам тоа. Evo ljudi da vidite kakvi su voditelji i u Makedoniju. Dva puta Кога dve muzike првото od ќе го Breskvicu. прескокне, уште еднаш Da ќе mi го namesti namjerno. Hvala Ние такви lepo. сме, и три сме македонките. Hvala, tako ću ja na vas da vam namestim isto kad dođete u Beograd. Ајде да видиме Чекай. што си намеси. Opet Breskvica. Не, лажеш. Ajde, sad. Лажеш. Kad zaboli koga bi ja per Toše Proeski. Kad zaboli, to je moja pesma. Koga bi per Toše Proeski. Sad ste mi napravili prvi put u životu. Ja nikad nemam tremu. Sad imam tremu zašto treba pevam Tošta Proeskog u Makedoniju. To je neizvodljivo. Ali ajde. Da probam. Čekaj da imam. Čekaj, samo se... Malo se gitara raštimovala, samo Нема se... проблем, ќе причекаме. Kad se jednom nekad sretnemo, kad bol zaboli i kad plačemo, ljubio sam, druge nisam smeo, ali jedno znaj si sve što sam hteo. Malo mi teško. Разбирам. Ја се Која ти е извинявам, омилена али- песна од Тоша? Тоше Проески mogu da vam opevamo Tošeta, mnogo volim. Jel mogu samo da ti opjevam koju volim od njega? Ajde. Samo ću strofu reći. Ако, To mi je jedno, може, daj mi. може. Eh. Пак гитарче. Ona ima oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima svemir čitavi, u tvom zagrljaju mogu umrijeti. U tvom zagrljaju mogu umrijeti. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Браво! Hvala lepo. Ќе си ги доиграме и Фала. дивчињата, ама тежината и на самиот текст и како цела песна ја отпеа, Да. мислам, браво. Da, hvala Bravo, lepo, hvala. bravo. Volim Tošeta, je stvarno ima posebno mesto Da. u mom srcu i stvarno je jedna velika Сега greota. како ќе преминеме од Тоше на ова што следи? Ајде да видиме уште што имаме тука. Još Да не me- се još me расплачеме, mučiš, да a? не, уште две. Не заборавам, Aj, не još jednu, заборавам. još jednu, tu zadnju neću da znam koja. Жал ќе ти Neću биде, da znam koja. жал ќе ти биде, Neću da верувај. znam koja. Ајде, Nemoj da mi govoriš. ај. A, želja moja, Dejan Matić, koga bi ja peo Luis. Može, to već može, to mi je malo lakše. Zato što su oba pevača, ono i onda mi je lakše. Čekaj, stani. Samo sjetimo odakle ide. Odakle ide? F dur. Ako ti slučajno na um padne, ako se slučajno setiš svega
dođi mi, dođi ko nekad, sanjaj sa mnom, al ne kraj njega. Budi sa mnom i budi se sa mnom, željo moja, Tako malo, Luis ima taj... Одлично. Да. Ама и стилот тука сте негде, Да, и во косата Ја, тука ја, сте ја. во фризурата. Да. Ке ти биде криво, верувам, Ајде, без ајде. да знам дека кон рокот си наклонет, јас ова го... Твојата имам све, кога ви ја пеа биело дугме. Само што е проблем што ја твојата имам све, не знам песму. Не, твојата песна имам... Мојата, ја рекол песма, која е ова песма, сад не знам која. Имам све, твојата песна. Аха, окей, твојата имам све, Да. окей. Кога би пеал биело дугме. Имав и Нирвана или Pink Floyd, ама еве биело дугме. Биело Нека биде дугме, да се задржиме на... занимљиво. Чекај. Мала ми гитара. Одакле беше, мислам да е дрво, чекај. Имам... Окей, ова ми е високо, морам да спустим мало одаде, ќе ова. Имам све, имам успомене, старо сеќање. Имам све, имам сузе твоје, што се пролиле. Имам све, али немам времена. Имам све, али немам никога. Твојата имам све, од сега ќе ја знаеш. Така, ја знаеш, сега твојата имам све. Да. Ја знаеш. Знаеш. Одлично се снајде. Фала лепо. Баш ми е задоволство што вака те отворивме на повеќе полиња и во повеќе жанрови, затоа што стварно го умеш, Фала лепо. да не сакаш да си ги земеш, Но да си ги извежбаш дома. Дома да ги си ги носам. извежбаш, да си ги извежбаш и наредна емисија. Не само, сега најдобро се снајде со Луис и со биело дугме Да, и затоа јесте, морам јесте. нешто да ти донесам. Добро, ајде. Ајде да ти донесам. Ако не е 500 евра, неќу. Па 500 не е, ама нешто што ќе ти... Шали се. Чекај да Јо, видам, шта е на то? кај 250. Шта е то да види? Повели, Аџико Home Center се нашите Окей. спонзори. Те Окей. имаат се за домот и за градината, а моментално е за твојот дом нешто Опа, што ќе ти бато. служи на тебе. Опа, бато. Ете Свиѓа ми така. се, свиѓа ми се. Ете Ево, знаеш да ми треба еден Знаевме машиница. ние дека ќе Знаеш ти да ми треба една Секогаш на мажите им треба. Затоа што ми е последња кој имам куќи ми е Ја испала користеше за нешто друго. Испала ми е испломила се. Ја што си покварена. И се сви македонци овако покварени. Не така, А? имавме луѓе што тоа ни го соопштија во емисија, па јас Ево, чисто на машка хвала основа. Home Center Аџико, хвала лепо, дивни сте Ете, на така. поклон. Следуваме понатаму со уште повеќе игри и награди. Како добро се снајде во играта? Јас не знаев Ангела што има припремено и ти кажав дека само неколку песни ќе се отпеат. Јас не знам шта има припремено. Како сме те зезнале. Ја, добро. И оно за машиница ќе да ја запамтим исто. Тоа го има на вистина наш гостин одговорено и само се послужи со неговиот одговор да те праша и тебе, може и ти за нешто друго ги користиш, мислам. За За шишање, различна за намена, браду, за да, види свашта вака, нешто, не знам, да. не се мешам во тоа. Јасно. Така да, ќе оставиме сега и нашата Емче тука да ни дојде, во длабокото со им има една рубрика каде што се плива. Ќе Аха. видиме како. се Значи плива сад мора да сега. се скидам да пливам. Па ќе видиме. Емче, ема се зовеш, како Повели се Емче, ајде. Емче кремче. Padanok. Puna strepnie. Nemate. Tu kraj mene. Продолжи. Како иде текст? Само чекам. Заборавио сум. Става ми мозок. Емче така. кремче. Из Кенија, баш си симпатична. Да. А беше во Кења? Нисам био во Кенија, али Не. ќе идемо заедно тие. Да. Може? Да. Не водиш мало Кења. Може. И Договор. ке пее во Кења, да? Може. Саш. Концерт може. Ма, концерт може, шта да. Добро. Здраво Македонија, здраво Милан. Браво. Како си? Добро, одлично. Да. Одлично. Искрено многу ми е драго што си наш денешен гостин. Ти освен што прекрасно пееш, имаш и многу интересен стил Фала лепо. на облекување. Фала лепо. Која ти била најголемата модна утка некогаш што си ја направил?
šta prvo da uvatim iz ormara, da stavim na sebe i da izađem tako u grad, ali ne kad idem u grad, nego kad idem do prodavnice. Tad umem da se obučem kao poslednji klošar. Ali ovako kad izlazim negde, pogotovo u javnosti, Po pižami, mora. ona čorap do Ma vidi, tuka. čarape do tuka i to ne od babu mi one čarape, one vunene velike, do ovde, znači što greju dobro kad je zima, da mi ne nazebu bubrezi, što kaže baba. Ето така, чувај ги бубрезите, Da, важни čuvaj gi се. bubrezite, da. Eto to, vunene čarape. Da. Hoću da izađem neki put u grad, majke mi, sa onim vunenim čarapama. Да ти кажам право, денес како дојде време може ќе стане и тренд. Ако некој излезе, Баш после така. тоа може само да Da, možda стига nastave ljudi излезе. da nose. Bravo, bravo, bravo. Eto vidiš. Милан, многу ми се допаѓа како пееш на Dobro. Инстаграм. Hvala lepo. И дали може да пееш нешто за мене, некоја македонски песна? Može. И не македонско девојче, не. Ne, a? Не. Ne, neće to. Dobro. Okej. Pa šta bi mogo na makedonski? Znam jednu, na primjer ovako. Ček, stani. Da vidimo dakle, može dalje. Ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite, napite se rujno vino, skršete gi čašite. Verni drugari, pesna zapejte, mene spomente. Браво, ето. Браво. Ова специјално за Емче и верни другари. Ne, za Emče imamo nešto drugo. Specijalno za mene? Ne, specijalno za tebe Drugo. nešto drugo. Posle. To ćemo posle. После? Da. Добро. Милас, Милас. Milas, Ne, može gospode. Milas. Ti možeš da me zoveš kako hoćeš. Opušten. Tebi je oprošten. Milas. Od danas sam Milas. Ćao Milas, drago mi je. Драго ми е. Milas. Иванс. Da, Ivans. Да. Ems. Емс. Da. Ајде. Јас не знам дали знаеш сегано време за пливање. Da li znam da plivam? Дека е време за пливање. Da je vreme za Сега plivanje. е време за пливање. Okej, znam. Mislim, ne znam, ali ajde, spreman sam. Дали знаеш како плива? Да Znam, плива? znam. Да? Znam. Добро. A ti da znaš da plivaš? Малку. Во вода, не. Ne, a? Dobro, okej. A na suvo znaš da plivaš? Да. Okej. Затоа ќе те замолам да си изблечеш 5 карти. Дали си човек кој манипулира Manipulira. или дозволува да биде Изманипулиран. изманипулиран. Okej, izdepiliran. Okej. Da li, znaš kako, ja sam mnogo dobar manipulator, ali mnogo dobar kad hoću. Многу добар манипулатор. Da, baš dobro umem da manipuliram. Аха. Ali ne volim zato što sam takav iskren sam mnogo i direktan i uvek kažem sve što mislim i nemam razloga da manipulišem. Osim ako se ne nađem u neku situaciju da moram da manipulišem, onda moram. Ali sam mnogo dobar manipulator. Kad Da. hoću, Да. Kad hoće. kad Što? želim, kako, Кога сакам. koga sakam. А, добро. Idemo dalje. Кое е твоето најголемо достигнување? Dostignovanje, okej. Najgolemo dostignovanje mi je ovo što sam ovde i gde sam danas, gde sam uspeo, ja sam počeo da spevam na ulicata, kako kažete već, ne znam kako se Да, kaže. улица, така е. A sad pevam klubovi, punim veliki klubovi po 1000 ljudi i tako, 1000 druge. Da, to je moj najveći. Добро. Колку часови ти фалат во денот за да можеш да завршиш се? Завршиш се. Može prevedeš? Колку часови ти фалат во денот за да можеш да завршиш се? Nije mi dovoljno 24 sata, treba mi minimum 34.
Плюс Jer 10. ja spavam jedno 9 sati, minimum 8-9, kad sam slobodan. Kad radim spavam po 3 sata, a kad sam slobodan po 9 sati spavam. Znači pričamo kad sam slobodan. Onda ustanem, mora da imam moje vreme za mene. Znači to je da popijem, pošto ne pijem kafu, pijem bez kofeina, da popijem kafu bez kofeina, da uzmem malo muzike u studio, da isproduciram, malo da se posvetim sebi. Kad to uradim, onda opet izađem da se posvetim sebi na ručak u gradu, malo, i onda kad dođem kući, onda se opet posvetim sebi malo. Ти значи razumeš? цел ден на себе Pa да odem си na го посветиш. masažu, razumem. Tako da, u suštini, mnogo je bitno posvećivanje sebi, Тебе ali mi ти je malo. фалат значи 10 часа 10 за да часа. си ги посветиш на себе. Da, da se gi posvetim na sebe. Okej, Još, super. još 10. Супер. Tako da, što više ceniš sebe, više Така. će drugi da te cene, to da znaš. Точно. Добро. Ако твоето семејство е TV шој, кој жанр би бил? Kad bi bio moj TV, bilo bi tragikomedija. О, Да. ти си комедија? Da, Може да прави нас Да те насмеем? малку, да. a, ne mogu zato što ne razumeš pola. I džabe mogu da stojim na glavu, ne bi me ništa razumela, tako da... Evo, vidiš da se smeješ već, tako da uspeo sam. To je to. Добро. Која песна те опишува како личност? Pesma koja me opišuva kako ličnost. Utere kola u garažu, šalim se. Ne, pesma koja me opišuva, pa možda jer moj život igra bez granica. Тоше проект, ето, та песма ме описува. So ти многу сакај. Ти си многу голем фан на Тоше? за Тоше. Како нисам? Како Тука во нисам? Македонија, Па да? затоа што јас сум из Врања. Тоа е поред македонској граница одма, Србија, али град поред македонску граница. Ме разумеш што ти причам? Не разбираш? Бордер. Бода. Да, Да, on Бода. the border. So my city where I'm from is on the border of Macedonia. Oh. Yes, it's like 10 minutes away from Macedonia. Oh. Yes, but I live now in Belgrade. It's far away. But I was born in Vranje. Vranje is very good. That's Vranje. why we like Macedonian music, Macedonian people, So, and especially. so you are Macedonian? Yeah, I'm That's half what I do. Macedonian. And I love Macedonian girls and Kenyan also. And you love Macedonian girls? Yes, and Kenyan girls and from Nigeria. Oh, Yeah. okay. This is for you. Well, Ема, hvala ti. Hvala ti. и фала ти многу. Имам повелете Pa svi Pod- mi dajete pokloni, šta Da. je ovo? Нешто од сите. подарок ништо не сум од Mobitech. Opa, Mobitech најдобрата мобилара во Македонија. opa. Да. Čekaj da bacimo. Мислам дека на секој што Опа. патува му е потребно тоа, така да... Powerbank, kako mi ne treba powerbank kad putujem, znaš šta je ovo, spas kad sam u kola. When I'm in the car and when I travel to my concert, I Yeah, have this. yeah, you need Thank that. you, Mobitech, you're wonderful. Вау, вау, Mobitech. Mobitech you have. Окей, Ивана, може да продолжи. Фала ти Благодарам многу, многу, Емче. Милан. Како добро ми беа спремни девојките, она и со игра, и едната, и другата. Ти пример, што повеќе те привлекува? Бело или црно? Obe. Мислев на вино. Crno. А за Kad sam pio, sad ne pijem. А за ali вака за девојки? Sve. Sve što ima lepu energiju, to da znaš, sve što ima lepu energiju. Volim sve, volim i niske, i visoke, i plave, i crne, i tamnopute, sve što je sa lepom energijom. Čim nema lepu energiju, možda izgledaš najlepše na svetu, možda budeš Adriana Lima, džabe, džabe, nemaš kod mene problem. A vi sve imate lepu energiju. Фала I ти on ima многу. lepu energiju. Šta radiš posle, brate? А Зови сакаш ме. да го зимаш да снима, а? Ne, da ga Не го zovem даваме. da se družimo, popijemo kafu. Може, може. Oženit li se ili nisi? Okej. Okej, ako nemaš šta da radiš, zovem. Опа! Тука падна некој договор со снимателите, шалим. не можете да ги видите, но може би слушнавте нешто од одговорите што беа поставени. Кажи ми вака, имаш толку многу емотивни песни, кажуваш дека пример ги пишуваш, сите песни ти се напишани, сите текстови ти се напишани од твојот живот, инспирација од твојот живот. Da. Толку ли имаш патено во љубов за да пишеш толку, Jest, да пишуваш да, толку да. тешки? Pa, evo, gledaj, sad ću ti navedem Ајде. primer. Najlepše pesme koje je Toma Zdravković imao su sve iz patnje, iz ljubavi. Pa, Ima točno. 10, ima i Ljiljana, i Gordana, i šta hoćeš, ima milion imena. On je čovjek bio isto voleo život, voleo žene, voleo sve. I
Мене isto tako su žene povređivali, ja sam iz te neke patnje pisao pesmu u glavu. Што е оно што најмногу те повредило во љубовна врска? Pa prevara, u suštini prevara najviše boli. Kad s nekim provedeš neki određeni deo života, živiš s tom osobom, jedeš, spavaš, budiš se i ono, jednostavno, eto, doživiš da te neko izda. I to je najveća bol koju može doživjeti. Nebitno da li je devojka, prijatelj, žena, otac, izdaja boli najviše. А пример, ти неверството како го гледаш? Пример, неверство доколку те изневери со некој партнер или неверство доколку прикрива некои вистини? Oba. Prikrivanje istine, neverstvo nema razloga. Ja sam vrlo opušten čovjek, širokih shvatanja i mogu da razumem da dođeš i da mi kažeš neke stvari, da pričaš sa mnom. Jer komunikacija je presudna za bilo kakav odnos, zdrav odnos. I smatram da eto, makar možeš kao meni, osobi s kojom živiš i deliš parče hleba, možeš da dođeš i da kažeš to i to, sviđaš mi se ili ne sviđaš mi se više ili ne znam, sviđa mi se drugi, to je fair, to je korektno. Ja sam takav. Сакав да кажам, пример, неверство може да се случи некогаш, ете, пример, неверство за една ноќ. Дали, пример, преку тоа можеш да споменеш, затоа што тоа не мора да значи дека е, не знам како... Не прелазим преку тоа не прелазим никад. Убаво си правиш. Тоа е, мораш да, што опет се враќаме на оно исто, мораш себе да поштоиш и да волиш. Луѓи кои праштају такви ствари не поштују себе и онда после још горе буду у тој вези, у том браку. Нема, ко мене, ја ако могу, кој сам окружен женама константно, на наступима, да одем и да те не преварим, а могу кад очу, онда можеш и ти да ме не превариш. Браво. Така? Браво. Многу добро кажано. Кажи ми, пример, според тебе, која жена е таа што, пример, треба да го, може да го освои твоето срце? Како треба да изгледа жена? Не мора како да изгледа, не зборувам само за физички изглед, да, за општо се. Па знаеш како, мора да, прво и основно мора да буде добар човек, мени е тоа најбитнија ствар. Јас сам одрастал. А што за тебе е добар човек? За мене добар човек особа која не мисли зло, која ето ако не можеш некоме да помогнеш, немој да му одмажеш. Тоа су за мене особине квалитетног и доброг човека и да се не радуеш туѓој несреќи, да умеш да се радуеш туѓој среќи. Јас сам од малена учен да се радувам туѓој. Ја никад нисам био завиден кај види ова, он е успешен. Не, јас сум среќен због тебе, jer тоа е некако природно и нормално. Тоа е добар човек. Друга ствар, многу ми е битно карактерно да девојка уме да ме насмее. Ја ако се не смеем со својом девојком или женом, нема ништо од тога. Неću да будем депресиван и да ќутим стално и да, значи морам да буде нека будала као ја. Кога веќе стана збор за жените, сакам да те прашам еве пример од денешна перспектива. Ние жените некогаш сме погрешно разбрани, доколку сме едноставно само љубезни. Добро. Се смета дека флиртуваме со другиот човек, а ние сме само љубезни, не те напаѓам, туку сум културно со тебе. Океј, знам, hoćеш да ти дам одговор. Од машка перспектива, да, сакам да ми кажеш пример, вие како гледате, зошто е тоа така? Hoću. Problem je tu što žene ne mogu da shvate jednu stvar. To je da su muškarci, da kažem, zapostavljeni pol. U kom smislu? Kad si muško, od tebe se ne očekuje da plačeš, od tebe se ne očekuje da pokažeš emociju, od tebe se očekuje da samo radiš, da doprinosiš svoju kuću i da nemaš osjećanja. Mi muškarci smo zapravo jako osjećajna bića i emotivna. I onda kad malo dobijemo pažnju od strane žene, mi to shvatamo kao, znaš, kao jao, dođi, daj mi hoću da flert s tobom, hoću šta god, ne mora ni flert, hoću tvoju pažnju. Znaš da muškarac dobije samo jednom u životu cveće, a to je kad umre. Jesi znala za to? Da, ženata postojano. A mi volimo cveće, nebitno, nisam manje muško zato što volim cveće, volim i ja cveće. Poveli. Hvala lepo, hvala. I meni cveće izmami osmeh na licu. Samo što je veštačka. I baš kao i tvoja duša. А, не, тоа не е точно. А, сега тука веќе како ми направи Морам да се нашали мало, разумеш? Мораш ти да прихватиш мало шало на свој раčun. Така, добро. Вештачка, ајде, добро. Емоцијата не ми е вештачка, може душата и вештачка да ми е. Многу си шармантна и рекол сам ти тоа још онда и преко порука. Добро, толку освен за цвеќето, значи ми кажа, тоа е тоа. Така? Па тоа е, ето, мислим, цвеќе ću да повежем sa tim, da eto, muškarci stvarno dobiju cveće prvi put kad umru i to je stvarno žalosno. И значи, žalosno. твојот совет е да не даваме воопшто внимание на мажи или повеќе жени да даваат повеќе внимание? Не разбирам пак. Па жене требало би повеќе да давам, али не Што да давам? само пажња на мушкарци. Али не, не само тако у градо, него и куќи, брату свом,
ocu svom, razumeš? Da bi se oni ljudi, da bi se muškarci navikli, da, na to. Ja ti kažem, to je glavni uzrok. Eto, sa psihološke strane, ja ti pričam kao muškarac. Dobro, Mislim, ja taj nemam problem, ja ne zavisim od ničije pažnje, takav sam, samostalan sam. I onda nemam problem kad mi preto neka žena uopšte ne smatra, kad mi priđe neka žena kad je ljubazna, uopšte ne smatra to kao flert. Ali ti kažem da inače muškarci koji nemaju to, ja se bavim javnim poslom pa imam tu pažnju žensku, ali ima muškaraca koji nikad nisu pažnju dobili od strane žene. Добро, тука за вештачката душа уште малку ме боли, како да ти кажам, не ми е убаво, ама ајде ќе преминам и преку тоа. Кажи ми сега што ново, ете пример, кажа дека спремаш нешто, некои нови проекти, па сакам да ти оставам простор пред да завршиме емисијата, да кажеш на нашите гледачи. Ништо? Не, мислим ништа, као ми то кажемо кад очимо да кажемо па ништа и онда настават. Добро. Па ништа, јел могу да кажем? Може. Спремамо големот проект. Ето, рекao се. Спремам албум sa ovim timom novim sa kojim sam krenuo da radim, to su Pop i Miro. Кажи ми дали ќе биде дует со Театировиќ? Ja bi najviše voleo. Ali vidjet ćemo, treba, mislim, ako ona bude želela, ja bi to sa zadovoljstvom uradio. Ali bit će sigurno nekog dueta, nečega sa nekim na albumu, tako da očekujemo u ovoj godini da se to realizuje. Остани вака позитивен, остани вака насмеан, со убава енергија. Како ти кажав уште на почеток на самата емисија, ти точно си знаеш која е тајната на успехот, така да не се ни сумневам дека следен пат кога ќе дојдеш, се надевам дека нема да бидеш како што кажи и ти како зера, да летнеш во ѕвезди, туку ќе си дојдеш повторно, вака ќе си седнеш со нас и ќе поразговараме за предстојните или предходните предходните концерт у Македонија. Добро, може и така. За успешните проекти сакав да кажам, како и да е. Ајде сега со една убава песна, девојките да ги поканиме тука, Македонија и сите кои што ја гледавте Србија, сите кои што ја гледавте емисијата, секако уживајте, се гледаме следна среда. Завршуваме со уште една песна, девојките нека дојдат да ни се придружат. Нека тонем сам, зашто си се растужила? Kad nikom ruku ne pružam, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor još, ne znaš da letiš ovaj let, a ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj svet. Добро. Многу брзо некако ми одат прашањата, многу брзо снимаме, имаме поминато време или некако ни тече разговорот на брзо? Не се мисли, да, многу добро одговара. Zato što sam navikao i malo sam učio o tome, imaš školu, mislim ja nisam završio, ali postoji škola u Americi koja se bavi samo marketingom, to jest pevači, glumci, kako da se pričaju s voditeljima, kako da odgovaraju na pitanja i to, zato mi to tako glatko ide. Ама и разбира македонски и се оди супер. Hvala Home Centar Аџико, hvala lepo, divni ste na poklon. Следуваме понатаму со уште повеќе игри и награди, ако се снајдеш. Шта, имаш една игра? Не, јас завршив се игрите, имам една пријателка што ќе дојде сега да те нападне. Да ме нападне? Да. Ви благодарам, драги мои, ве оставам во рацете на Емче. Која пријател? Не, може да вечињата една кај мене да седне, една кај него да седне. Или двете седнете таму. Може двете да седне. Ја волим сендвичи. Ви кажете, осеќам се као да сум у Еврокрем, оној крем за... Палачинка, бело и црно, и онда мало, ја волим мало бело, мало црно палачинка.